Денеска започна санацијата на автопатската делница Куманово-Скопје, проект со кој владата излегува во пресрет на барањата на граѓаните. На автопатската делница од патарината Романовце кон Скопје поставена е соодветна сообраќајна сигнализација. Возачите возат по една автопатска лента. Поставени се знаци за ограничување на брзината, за работа на пат. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски при неодамнешното отварање на новата канцеларија на подрачното оделение на катастарот го најави проектот кој ќе чини 10 милиони евра и кој опфаќа реконструкција во вкупна должина од 23 километри. Многу важна работа е за овој крај, сакам да најавам дека следниот месец започнуваме и со рехабилитација на патот Скопје-Куманово. Тоа е голема инвестиција заедно во соработка со ИПА фондовите, односно во соработка со ЕУ. Станува збор за една делница од 5 милиони евра и втората делница од 5 милиони евра, значи рехабилитација Скопје-Куманово, Куманово-Скопје, целосен проект на 10 милиони евра. Едната фаза ја започнуваме веќе наредниот месец, односно месец април, следната за неколку месеци, што од прилика за 12 до 15 месеци ќе рехабилитираме целиот автопат од Скопје до Куманово, што е многу важен проект. Покрај реконструкција на коловозот, во моментов се одвиваат и активности за изведба на нови наплатни станици на оваа делница кај Кумановското село Романовце, нешто подолу од сегашната наплатна станица. Градежните активности за реализација на проектот за изградба и инсталација на електронскиот систем за наплата на патарини во Македонија беа означени на 8 јануари годинава. Инвестиција вредна 18,7 милиони евра. Со овој проект турканиците кои се создаваа во минатото, особено за време на летните одмори кога има поголем прилив на странски туристи, ќе станат минато. Почетокот на изградбата и инсталација на електронскиот систем за наплата на патарини во Република Македонија. Вкупната инвестиција на проектот изнесува 18 милиона и 700 илјади евра, од кои 2 милиона и 800 илјади евра се обезбедени од буџетот на Република Македонија, а преостанатите средства се обезбедени со поддршка од Европската банка за обнова и развој. Со овој проект предвидена инсталација на опрема со која ќе се овозможи електронска наплата на патарините, ќе се забрза протокот на возила, ќе се намалат гужвите и застојот на патиштата, ќе се зголеми ефикасноста на наплатата. Почетокот на градежните активности за реконструкција на делницата ги поздравија кумановци. Со владиниот проект се излегува во пресрет не само на возачите од Куманово, туку и од Македонија од странство. Граѓаните очекуваат да се изгради современ и модерен автопат по европски стандарди, но и да се подобри безбедноста на возачите кои ја користат делницата. Све што се гради и што се прави, нели иде во интерес на граѓани, на шофери, на пешаци, на све. Па мислам дека ако продолжи повише да се гради без разлики на кој партија, ќе биде многу поквалитетно и за нас како граѓани и за сви остали што се у саобраќај. Све што е подобар пат е поголема безбедност и за пешаци и за шофери што се у саобраќај. Мислам дека добра работа ќе биде пошто најголем дел од патот е страшно за патување. Очекувам подобар пат во секој случај, побезбеден за возачите. Впрочем, и тоа е целта на наплатување на патарини и сите тие работи што граѓаните ги плаќаат. Значи супер е и за безбедност и за поголем трансфер низ државата, сето тоа е во интерес на Македонија. Мислам за таа делница требаше и порано да се поправи ради тоа што многу има дупки, целиот асфалт е ископан, така да сега ќе фати ова сезона, мислам, треба да се заврши да може пред туристичка сезона, бидејќи тука тој пат, знаете дека е меѓународен и дека најповеќе поминуваат овие наши соседи тука. Така да изваредно е што треба се направи, мислам и треба се заврши. Првата фаза почнува денеска, втората следи за неколку месеци. Кумановци и возачите од Македонија ќе возат по нов автопат помеѓу Куманово и Скопје за 12 до 15 месеци. Во меѓувреме забрзано се работи и на делницата кон Табановце.